Ние имаме условена автоматска покана. Не ни треба самитот на НАТО во јули, кој што ќе го држи за да некој таму се собере и одлучи за поканата за Македонија. Значи, ако на 7. мај објавиме решение и на 8. мај грчката влада испрати писмо до генералниот секретар Столтенберг, почнува процесот на ратификација на договорите за полноправно членство на Македонија во НАТО. И затоа овде поголем е фокусот на решението отколку на роковите. Роковите буквално се неважни. Точно е, веројатно, она што значи процес на ратификација, процес на референдум, со причина ја загрижува грчката влада, министерот Коцијас, и објаснив дека тоа се деталите на тие рамки што ги најави министерот Димитров и Коцијас од Охрид. Кои се тие временски рокови, како се осогласуваат роковите. Ако постигнеме решението, ќе видите дали автоматската покана ќе биде активирана од јуни, или од септември, или од ноември, да го решиме проблемот, ќе биде активирана. Ќе се најдат решенијата правно-формални, како ќе бидат двете страни заштитени и покриени. Многу е важно процесот да биде решен за нас пред се заради добивањето на датумот за почеток на преговори со Европската Унија. Грција е навистина позитивна. Ние веројатно и ќе одобиеме заради исполнетоста на условите, ако продолжиме во овие месеци и половина и понатаму да имплементираме, носиме законите, реализацијата да биде успешна. Јас сум убеден дека би требало да добиеме подршка за се. Но ќе бидеме сигурни дека ќе добиеме ако имаме решение на проблемот со името. Грција навистина треба да биде дури лидер на Западен Балкан. Таа е најстарата земја членка на Европската Унија, најстарата земја членка на НАТО од Балканот. Овде јас сум убеден дека ако продолжиме со позитивниот дух, ќе се најде решение. Тоа што треба да го знаете сите и вие новинарите кои што го следите прашањето и граѓаните, Македонија има само еден колосек, една насочна улица, а тоа е градење на пријателство. Дај Боже да го доизградиме комплетно со решение. Ако не го најдеме решението, убаво е да соопштиме што сме решиле и да продолжиме понатаму со градењето на решението. Јас мислам дека сега е вистинскиот момент да се најде решение каде што сите партиципенти во државата би застанале заедно за нешто што е согласно со очувувањето на нашето достоинство и нашиот идентитет, а водејќи грижа и за достоинството секако на грчката страна и нивниот идентитет.